Добре дојдовте во Екомапа, апликација за пријавување на еко проблеми која е изработена во склоп на проектот да зборуваме за климатските промени. За да ја инсталирате мобилната апликација, потребно е да идете на Play Store платформата и во search барот да внесете Екомапа и ќе ви се отвори листа на апликации каде што ќе можете да ја одберете Екомапа апликацијата. Притиснете на Екомапа апликацијата и инсталирајте ја. Почекајте да заврши инсталацијата и отворете ја апликацијата. На поп-ап прозорчињата одберете ја првата опција и ќе се најдете во делот за најава на апликацијата каде што ќе можете да се најавите со вашето корисничко име и лозинка или да креирате нов корисник. За креирање на нов корисник ве молам следете ме и ќе ви ги покажам чекорите. Најпрво треба да притиснеме на копчето регистрација. Со тоа се појави делот од апликацијата за регистрација на нов корисник, на која има неколку полиња што треба да се пополнат. Ајде да ги пополниме. Внесете го вашето име. Внесете го вашето презиме. Внесете ја вашата имейл адреса. Внесете го корисничкото име што сакате да го користите. Внесете ја лозинката. За крај, кликнете на прати порака. Регистрацијата е скоро завршена. Последен чекор е да ја отворите имейл адресата што ја внесовте во формата за регистрирање. На истата ќе добиете порака за потврда на регистрацијата. Одете на линк копчето и притиснете го. Со овој процес, регистрацијата на нов корисник е завршена. И сега имате корисничко име и лозинка кои можете да ги користите за најава во апликацијата. Да одиме да се најавиме со новиот корисник. Вратете се на Екомапа апликацијата и притиснете на најава. Внесете го вашето корисничко име и лозинка како што ги регистриравте. Запомнете ги за внес на секоја следна најава. Ајде да притиснеме на најави се и се логиравме во Екомапа. Екомапа апликацијата има голем избор на мапи што можеме да ги селектираме со цел да видиме каде се наоѓаат одредени еко проблеми, на пример во однос на административните граници или заштитените подрачја. Ајде да го видиме изборот на карти во апликацијата. За да се отвори менито за избор на карти, треба да притиснеме на мени иконата која се наоѓа на левата страна. Втората опција во менито се картите, односно мапите. Со притиснување се отвори мени со сите категории на карти што може да се одберат. Основни карти, тематски карти, карти поврзани со природата и можноста да гледаме одредени настани на картата, како и опција да се гледаат сите карти одеднаш. Да ја отвориме основните карти. Во листата имаме ортофотокарта, ОСМ карта и топографска карта. Административните карти ни ги прикажуваат границите на сите населени места, општините и националните граници. Дополнително имаме избор да одбереме векторски или елевацијски карти. Да продолжиме со тематските карти. Во оваа листа имаме различен избор на карти од тематски карти како на пример реки, типови на почви, патишта, вегетација и слично. Понатаму имаме објекти, инфраструктура и така натаму. Во однос на картите кои се однесуваат на теми поврзани со животната средина, имаме мени со карти за природата. Можеме да одбереме карти за заштитени подрачја со пеперутки, растенија, птици и заштитени подрачја во природата што спаѓаат под Емералд и Натура 2000 мрежата. Последната опција е да можеме да филтрираме одредени настани да бидат прикажани на картата. Ги имаме сите настани и поднастани и само одберете ги оние што сакате да ги гледате. За зачувување на одбраните мапи притискаме на копчето во облик на коверт. Додека, ако сакаме да се вратиме на првобитната состојба, го одбираме копчето во форма на корпа на отпадоци. Друга опција што ја нуди Екомапа е да пребараме локација на мапата. За таа цел треба да притиснеме на копчето за локација и да одбереме топоними. Откако ќе внесеме локацијата, на пример Кичево, и ќе одбереме една од локациите што се прикажуваат, мапата ќе се фокусира на таа локација. Со објавување на настани на Екомапа апликацијата се придонесува да се изврши мапирање на сите долгорочни еко проблеми во Република Северна Македонија по тип,
како и известување на одговорните институции за тековни еко проблеми кои се во нивниот домен на делување. За да се отвори менито за објавување на настан, треба да притиснеме на мени иконата и да одиме на настани. За да објавиме настан, треба да притиснеме на копчето со знакот плюс. Имаме избор да пријавиме различни типови на еко проблеми како на пример пожар, нарушување на водите, отпад, аерозагадување, деградирање на природата, загрозување на див свет, бучава, хемиско загадување и градежни неправилности. Дополнително оставена е и опција за пријавување позитивни практики. Секој тип на настан има свој подтипови што може да се одберат. Ајде да пробаме да објавиме еден нов настан. Ке одбереме аерозагадување и ќе ни се отвори мени за избор на конкретен тип на аерозагадување. Ке одбереме аерозагадување од индустрија. Со тоа се прикажа прозорецот за пријавување на настани, каде има повеќе информации што треба да се пополнат. За да објавиме настан, прво треба да одбереме локација. Ајде да одиме на пример во Скопје. Штом ќе ја најдеме локацијата, треба само да притиснеме на копчето за локација и да ја обележиме локацијата на мапата. Можете да приметите дека настанот се појави на мапата како и информации за името на локацијата. За финализирање на регистрацијата на настанот, потребно е да внесеме опис поврзан со настанот и да додадеме фотографија од настанот која што ја имаме направено однапред со што ќе се прикаже точно за каков проблем се работи. Треба да притиснеме на копчето за додавање фотографија, да притиснеме на иконата Files и да ја пронајдеме нашата фотографија. Ја селектираме и фотографијата ќе се додаде на настанот. Доколку сакаме пријавата да биде анонимна, ја избираме опцијата анонимно. Исто така имаме опција да се внесе информација дали настанот се случил еднаш, повеќе пати или се случува константно. За крај, да го зачуваме настанот, ќе притиснеме на Зачувај. Настанот е зачуван и се појави во листата на настани. Ако сакаме да додадеме коментар во врска со настанот, ќе притиснеме на Коментирај и ќе го додадеме коментарот на настанот. Пред нас е почетната страна каде што ќе може да ги следиме настаните кои представуваат пријавени еко проблеми или позитивни практики за ублажување и прилагодување на штетните последици од климатските промени, како и позитивни практики за заштита на животната средина воопшто. Со цел подобро разбирање на различните икони за пријавени настани кои се прикажуваат на мапата, на левото мени ја одбираме опцијата со притискање на копчето Легенда, на која се појавува листа со икони и нивно објаснување. Сега може точно да знаеме кој настан е обележан на мапата. За да ја отвориме листата со сите објавени настани и да направиме преглед на истите, притискаме на копчето за настани. Со тоа се прикажа листата на сите објавени настани. За да се движиме низ листата, со прстот скроламе на екранот надоле. Можеме да видиме дека секој настан има информации како што се од кој корисник е објавен, кога е објавен, како и слика и коментари за настанот. Сите настани од листата може да се видат на мапата, а секој настан има посебна икона за да може да се разликуваат. Бидејќи имаме многу прикажани настани, можеме истите да ги филтрираме по тип и подтип на настан, како и по времето на нивното објавување. Во горниот дел ќе притиснеме на копчето за пребарување. Со тоа се прикажа прозорецот за пребарување, каде ќе можеме да ја одбереме датата, типот и подтипот што сакаме да ги филтрираме. Ајде да пробаме. Ќе внесеме дата, тип аерозагадување и подтип аерозагадување од индустрија. На крај ќе притиснеме на копчето Пребарај. Резултатите се филтрираа и се појави настанот што го одбравме. Последната опција е да најдеме настан без да пребаруваме во листата на настани. Да притиснеме на копчето за одбери настан, да одиме на мапата и да го селектираме настанот. Настанот веднаш ќе биде прикажан на листата. Да бидеме генерациите што ќе ја зачуваат иднината. Да зборуваме за клима. Проектот Да зборуваме за климатските промени е спроведуван од Екосвест, ЦНВП Македонија и ДМ, а е финансиран од Европската Унија.